Дали се повеќе новинари се обраќаат за правна помош кај вас и се охрабруваат? Да, имаме конкретно околу охрабрувањето, има мала забелешка сам за себе, за нас во канцеларијата, воопшто можеби за СНМ или можеби за колегите, не е правилно. Да, ние имаме една долга листа на луѓе што се јавуваат за правна помош, меѓутоа малкумина се решаваат да одат до крај. Тука е забелешката. Значи, сите би сакале да дојдат во позиција да се пожалат, да искористат правна помош адвокатите, тоа се трае до некоја форма на консултација или десно. Меѓутоа, голем дел од колегите, тоа ќе го споменам сега и ќе делува како самокритика, но во основа не бегаме од вистината, голем дел од нив не се решаваат за завршниот потек, да поднесеме тужба и да го тужиме собственикот на медиумот или во продолжение кој да и така натаму, затоа што ова е сепак премало подрачје и вие можете да добиете некаков собственик на телевизија, радио, вестник, што и да е во еден предмет и веројатно судот и да донесе правилна одлука и да го осуди. Меѓутоа како продолжение на тоа имаме друг проблем кој што вели дека потоа го усложнувате делот на новиот ангажман што треба да го имате негде на друго место. Ниеден собственик во оваа држава не сака бунтовни, па уште и правилно бунтовни работници, така и во новинарството.